Денес едно, утре друго. Вака отприлика може да се толкуваат изјавите на шефот на државата Стиво Пендаровски во врска со горливото прашање за уставни измени. Иако пред само 2 години тврдеше дека нема шанса да се менува договорот за добрососедство или да се отвара уставот, денеска од Охрид порачува дека уставните измени биле едноставен избор, или си против Европската унија. Секој разумен човек ги знае аргументите за и аргументите против. Ова е толку јасна дихотомија на сосема јасна дилема. Или си за Европа, или си против Европа. Имаме 7 народи и делови од народи во уставот. Проблем ли е да ставиме уште 6 делови од народи во истиот тој устав? Како тоа ќе ја загрози Македонија? Меѓутоа повторувам, ако имаш ти политички причини, чекајќи ги следните избори за да дојдеш на власт, па потоа да му ја мислиш за Европа и за 2/3 устав, тоа е друга работа. За патот кон Европската унија, на кој постојано имаме блокади и препреки, Пендаровски го посочи прстот кон опозицијата. Таа била виновна што Македонија е во чекалницата, а токму власта беше онаа која потпишуваше договори и ветуваше работи, без воопшто да се консултира со опозицијата, експертската јавност, народот. Иако сега Пендаровски вели дека уставот треба да се смени, пред 2 години велеше дека таквите очекувања биле надвор од реалноста. Не за нов договор, ван памети да разговараме за било каква промена на устав, или не знам, анекси да додаме на договорот, тоа не е потребно. Ова не е прв пат јавноста да биде свидок на менувањата на ставовите на шефот на државата. За него и францускиот предлог беше лоша идеја, за неколку дена подоцна истиот да стане припатлив.